Измените на законите за трговија и законот за работни односи поради прогласување на недела неработен ден предизвика големи реакции. И можеби како никогаш досега, и работниците и работодавачите заеднички се противат на законските измени. И едните и другите поради своји причини. Во овој момент закон за работни односи изменет во кој неделата ќе биде неработен ден за повеќето од компаниите, како што се вели 92% од компаниите, е неприкладен и несоодветен за период кога ние сите се соочуваме со ковид период, намалена продуктивност, намалени нарачки. Кога ја дадовме оваа иницијатива, баш во Штип разговаравме со тогашната министерка за труд и социјална политика Мила Царовска, идејата беше да не работат овие индустрии кои што моментално работат во недела и дали едва имаат една слободна недела во месецот. Збориме за трговски центри, маркети, молови, слично. И сега што се случува, ви доаѓа тука познатиот нов трговски центар, одеднаш се менат наративите дека као короната не научила нас дека можеме да функционираме без трговски центри во недела, одеднаш кожна јакна мораме да купиме во недела. Значи, кога го иницииравме законот, баравме трговските центри да работат, а тука имате закон за трговија кој што секаде се додаваат зборовите мобови. Така да ова е направено под очигледен притисок од страна на крупниот капитал и инвеститори кои што се дојдени тука од Скопје, знаеме кои се. И еве го имаме ова што го имаме, значи повторно работна недела ќе има за голем број индустрии и оно што мене дополнително ме плаши е дека се оставени многу дупки со тие помошни и придружни дејности кои што стојат во измените во Законот за работни односи и дополнително правилник кој ќе ги пропишува министерот и мене ме плаши дека сите индустрии ќе ни станат работни. Експертите и аналитичарите велат дека проблемот во ова незадоволство е што при носењето на законот не се консултирани сите засегнати. Затоа сега има незадоволство кое практично доаѓа после донесување на законските измени. Недостасуваше да има еден поширока дебата, да бидат вклучени и експертската јавност, да бидат вклучени поширока организација на работодавачи, сите стопански комори, разни невладини организации, граѓански здруженија кои што имат мисија заштита на работничките права. И на крајот можеше да дојде до еден подобар текст во Законот за работни односи, кој што се однесува дали да се работи во недела или да не се работи во недела. Мислам дека имаше отсуство на социјален диалог до крај. Ние сите имаме некоја лоша навика да реагираме по донесувањето на било каква одлука или откако ќе се случи некој настан. Претходно не знаеме да интервенираме. Токму тоа е причината поради која дури сега се освестуваат и се разбудуваат сите компании и реагираат за ова што ќе предизвика голем проблем во функционирањето на поголемиот дел од компаниите. Законските измени предвидуваат повторно работа на одредени дејности кои не се најнеопходни, како трговските центри, односно молови, како што е напишано во измените. Но во исто време даваат право оваа листа да се надополнува со правилник кој треба да биде донесен во рок од 60 дена. Воедно законот не предвидува како ќе се контролира дали некој работник е на работа во недела или не. Има тие електронска евиденција, во законот е предвидено над 25 работници, кога во една фирма има над 25 работници мора да има електронско работно време, меѓутоа тој механизам не е поврзан со ниједна друга институција, така да си влевате, добро, 40 работни часа, саботата ја бришете, неделата ја бришете, празникот го бришете и вие имате Практично го фалсификуваат системот за работно време, за евиденција на работно време. Да, и единствено тоа до сега, изминативе од 2017 постои издруженијето, долго време немавме финансии, меѓутоа еве сега докажуваме такви неправилности, манипулации, неисплаќање на додатоци на плата, де факто, само преку судски вештелица. Праксата на слични вакви законски решенија во соседството вели дека има и доста негативни ефекти по економијата. Морам да кажам дека особено актите на Европската Унија и на Меѓународната организација на трудот алудираат неделата да биде слободен работен ден за работниците, за вработените. Меѓутоа имаме пракса
во непосредното наше обкружување или бившите држави од поранешната држава Југославија, на пример во Црна Гора од 2019 година неделата е неработен ден. Неработен ден. Импликациите во однос на ова прогласувањето на недела за неработен ден е во тоа што голем број на граѓани заменуваат од Црна Гора во соседните држави, пред се во Албанија, купуваат и проценка е дека тие трошат дневно и по 1 до 1,5 милиони долари од одењето во Албанија. Она што го збориме како здружение од 2018, а нас ни треба само евиденција на работно време. Контролирање на евиденцијата на работно време да биде поврзана со некоја од институциите. Ама во држава во која што ви имате и закон за минимална плата, па слушате за исплата од 2 денара, 5 денара, 100 денара плата, ви јасно што се случува. Значи тука си треба само волја. Подобрувањето на работничките права во Македонија е тема долго време, а последната година се зборува повеќе од било кога. Најавата на зголемувањето на минимална плата на 300 евра е обид да се подобрат правата или пак само уште една популистичка мерка која повторно ќе најде на реакции. Морам да напоменам дека оваа информација имаме токму од медиумите и од излагањата на премиерот во делот на зголемување на минималната плата. Економско-социјалниот совет ниту еднаш не се состанал да разговара за оваа измена на законот за минимална плата, односно интервенцијата, бидејќи Економско-социјалниот совет е телото кое одлучува по однос на законот за минимална плата. Минималната плата зависи од најповеќе од ангажираноста на работниците и се додека истата се смета како награда од владата, бидејќи она што го гледаме е дека доколку една плата е задолжителна, регулирана со закон, работниците ја сметаат дека истата е награда од државата, а не е заслуга нивна, нема да вроди со продуктивност во нивното работење. Ме нервира што цело време се збори за тој концепт. Минимална плата. Сите зборат за плата за живот, кој што е некаде, имаме правено истражување со мрежата Clean Clothes Campaign. Кај нас во Македонија, согласно моменталните поскапувања, скриената инфлација, плата за живот е некаде околу 730 евра. Тоа е плата за живот, а не синдикална кошничка од 30.000 денара, а сметката за струја ви доаѓа 10.000 денара. Што разговараме? Но добро е да има некаква загарантирана минимална плата. Сега некој на телевизија реков, џабе ви на вас и 2.000 евра да ви биде минималната плата, ако ви имате систем на управата за јавни приходи кој дозволува и исплата на 2 денара плата. Дното се допре со кратењето и намалувањето на работничките права, дното се допре некаде пред 6-7 години, може би повеќе. Сега веќе има еден период кога и самиот пазар на трудот, сега забележите, сите знаеме дека веќе има селење на работната сила кон државите кои што го плаќаат трудот повеќе. И овој аспект не треба да се занемари. Неповолните состојби на пазарот на трудот и немање квалификувана и квалитетна работна сила во одредени професии, да речеме, сама по себе наметнува, иако има и популизам во измените на законот и подобрувањето на работничките права, но самиот пазар на труд бара дека работничките права мора да полека да имаат една друга тенденција на квалитативно подобрување на правата од работен однос. Законското решение им дава право да работат на трговските дејности, но само во склоп на големите молови и трговски центри. Грдежниците, како овие зад мене, ќе немаат право на работа, иако тие не смеат да работат и кога временските услови не го дозволуваат тоа, па за нив дополнително се скратува можноста за работа. Законското решение за многумина е создадено невнимателно и остава простор тоа да се оспори на Уставен суд.